Мувом, да, šta беше то сум, да. Жаклина, денес ќе да направимо еден експеримент со мува. Земи и записи šta нам треба. Значи, треба нам една мува. Сад ćemo да го назовем Славоже да он донесе нам една мува. Пази сад. Славожеде! Слушаш ли ме, Славожеде? Да, професор. Донеси нам едну муву. Не. Немој да ја убиеш, само да е занесвестена. Една занесвестена мува. Ајде, Славожеде, пожури. Ајде, сине. Иди горе. Жаклина. Значи, мува. Ни треба на мува, ножица, пинцета и алкохол. Ајде таму. Ма где е Славоже, Жаклина? Немамо времена. Славожеде! Еве газда, ухватио сам мува. Браво, Славожеде, ова е изврстан примерок. Бичеш унапреден за пар месеца. Бичу. Е сад овако. Жаклина, данашни први експеримент е да пресечем ове предни ноге, ове муве и да видимо дали она ќе лети. Зато сад дај ми те пинцета, да, ножица, мала ножица, Жаклина. Тако е. Сад сечем ове предни ноге, так една, оде уште една и ето. Муво лети! Славоже да гледаш. Мува лети са пресеченим предним ногама. Лети. Сад ќе му да направимо још еден експеримент. Втори експеримент, Славоже, да е да пресечемо и ове задне ноге, ове муве, и да видимо дали она опет ќе да лети. Тако? Ево сад сечемо оде една, оде уште една, чак, мува лети. Ето видиш, Славоже да мува са пресеченим задним ногама лети. Опет лети. Не ли така, Славожеде? Лети така. Сад, овој последни експеримент, ќе да пресечем ови крила. Крила значи и ќе видимо дали мува опет ќе лети. Оп, тоа е едно крило. Сад, још едно крило. Мува! Лети сад! Лети, муво! Лети, муво, лети! Мори лети! Па, она нече. Значи заклучак за наш трети експеримент е да мува са пресеченим крила е глува.